И покрај врнежливото и студено време, денеска голем број верници од општина Кочани присуствуваа на осветувањето на 9-метарскиот крст во Трајаново Трло кај манастирчето посветено на Свети Димитри Солунски во населбата Трајаново Трло. Чинот на осветување го изврши митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештеници од Брегалничката епархија. Денеска Светата Црква со посебна почит го прославува Солунскиот чудотворец, мироточивиот Светиот Димитри, кој што пак пострада маченички за Христа, го исповеда Христа, кој што посведочи дека Христос е единствениот вистински Бог и дека само Христос Бог е Бог кој што го создаде небото и земјата и човекот, односно богочовекот Христос, дојде во светот да го спаси човечкиот род, а секој човек е образ, икона и подобие Божјо. Токму заради тоа негово исповедување пострада маченички во градот Солун, тој го прослави Бога и Бог го прослави него преку неговите исцелителни, чудотворни, мироточиви мошти, а исто така тој помага и дава исцеление и сила на сите луѓе кои што го барат во молитва. Но денеска исто така, на ова место тука, во ова населба, покрај храмот посветен на Светиот Димитри, денеска се осветува крстот кој што е подигнат како символ и победа над секој зло, како што велат отците на црквата, ако преку дрвото влезе гревот, токму и преку дрвото дојде спасението, односно самиот Бог наш Господ Исус Христос беше распнат на крстот, се принесе како жртва искупителна за спасение сите нас. Нека е честито и благословено и нека овој крст, нека сведочи овде дека постои народ Христов, народ православен, нека не подсетува дека сите ние сме христијани и треба да живееме богугодно, евангелски, да го носиме својот крст, да го носиме своето бреме, да го исповедаме Господа и да ја живееме нашата прадедовска апостолска вера, исто така и со крстот Христов да ги победуваме сите искушенија. Овој крст нека ви биде сила и победа над сите вас, нека ви подари душевно и телесно здравје и нека ви подари благослов и успех во вашиот живот. Нека е честито и благословено и дај Боже идната година на овој ден да се најдеме пак на осветување на храмот. За нова година. Отец Гоце Ефремов го честита денешниот голем христијански празник Митровден со желба до година да се заврши изградбата на манастирчето и да се изврши негово осветување и даде апел до верниците да помогнат во неговата изградба. Денес верниот народ се собра од град Кочани да го прослави празникот посветен на Светиот великомаченик Димитри и да го осветиме исто така и крстот поставен овде во населбата Трајаново Трло. Нашиот митрополит Владика Иларион дојде, го освети и да се надеваме дека натаму со помош дека ќе можеме од народот и да го довршиме па до година здраве како што тој нагласи да можеме и да го осветиме. Работите течат во прогрес, остануваме значи внатрешно да се всредиме и малку надворешно. Ама се надеваме дека со Божја помош и промисла се до тоа ќе го завршиме до напролет. Временските услови се малку тешки сега, навлегуваме во земските периоди, така да ќе видиме до пролета како и да е, ќе имаме новост. Еден апел до сите граѓани на град Кочани кои сакаат да донираат, да можеме да го довршиме ова свето место. Сето ова што е направено досега е направено со помош на народот, со помош на донации и се надевам дека тој ќе продолжи така да можеме успешно да го завршиме, да го пуштиме во употреба, да може овој народ од ова населба да се собира, да му благодари на Бога и натаму се разбира и по другите населби да почнеме да се шириме и да осветуваме храмови. Од црковниот одбор имаше организирано и манастирски ручек за здравје на сите верници, а преку продавање дарови се собира и средства за доизградба на манастирот посветен на Свети Димитри Солунски.